Значи, ја продолжуваме дискусијата која што ја водевме на Комисијата за транспорт и врски како матична комисија на која што се разгледуваше денешниот предлог закон за измени во железничкиот систем. И тогаш и сега се потврди она што го зборевме ние, дека наместо да се зборува на темата на законот, или ако се зборува 2 минути од вкупно 10, најголемиот дел од времето пратениците на СДСМ, веројатно тоа и во народните дискусии, ќе го потрошат на ревизорскиот извештај за работата на МЖ Транспорт. Јас и тогаш и сега ги повикувам колегите, поточно колегата Благоје Стојановски, бидејќи гледам го чита ревизорскиот извештај, да го поднесе до јавниот обвинител, бидејќи не повикува нас, меѓутоа до јавниот обвинител вакви представки може да поднесуваат сите граѓани на Република Македонија и да завршиме со таа тема. Господине Благоје Стојановски, и на комисијата ви реков дека јас не знам вие што браните. Дали вие браните либерализација на пазар со кој, како што вие рековте, 50% од вработените од МЖ Транспорт кои сега биле на принуден одмор, не знам дали таа информација е точна, меѓутоа и да така, после либерализацијата ќе бидат дома. Јас го немам тој проблем во Струмица, бидејќи благодарение на политичка одлука 94-95 година, наместо онака како што требаше да се изгради поврзување на Македонија, пруга за да се поврзе Македонија и со коридорот 4, поточно со пругата во Бугарија, наместо Штип Струмица Радовиш, вие за да му направите кејеф на тогашниот ваш председател на собранието, ја направивте низ Крива Паланка, па денеска имаме еден споменик кој што тежи некаде 300 милиона евра и уште толку за да се доработи. Меѓутоа вие кажете им на вашите гласачи во Гази Баба дека вие сте многу либерален политичар кој што се залага за либерализација на пазарот и дека заради тоа сите тие луѓе ќе бидат на улица. Меѓутоа, сакам исто да ви кажам дека пласирате работи кои што се невистините и во врска со барањата за добивање на дозволи за вршење на превоз. Значи, во 2010 година фирмата Елинг и фирмата Словенски железници подружница Алпине Балкан Карго имаат поднесено барање, меѓутоа истите се одбиени заради некомплетна документација и сега се водат одредени постапки пред управните судови во Република Македонија. Така да не е точно дека ние го кочиме тој процес, туку напротив, тие две фирми во многу порано пред да стапи овој закон на разгледување беа одбиени од страна на надлежните институции.